Здраво другари, здраво другарки. Еве во 2026 прв пат направиме некој видео, ќе направам мала техничка анализа и ќе објаснам некои позитивни работи што се дешаваат сега за во 2026. Само прво да видиме по техничка анализа. BTC гледате си оди sideways, ги имаме овие помеѓу два левела, од прилика негде ако гледаме 84.800 така нешто ќе испадне до 94.700 долари. Ова е добро, се наоѓаме над 100 moving coverage, така да тоа е добро. Следниот average, нели тој 50 ќе ни биде, тој ќе биде прилично јак resistance level, за го поминеме, ама секако очекувам да се помине и тој. Сега тоа кога ќе биде, тоа не знам, тоа се зависи само од Трамповци од Wall Street. Ја може да кажам за мала техничка анализа како ќе биде ваму. Гледате, значи, тука се држи ова над техничка анализа, над moving coverage. Гледате, уште од Fibonacci од кој го имам ставено, значи Fibonacci-то од кој знам кој го имам ставено ова. Така да се движи според неговите левели. Тука имав некој очекување дека ако експлодира, дека ќе доеме негде до 150.000. Тоа е само моje мислење, значи не мора да значи дека ќе отидеме, не мора да значи вакво, значи да се знае дека ова е само моje мислење. Да го видиме на daily како е биткоин. Само да ги одаличиме. Гледате и на daily, ако гледаме така, според овој левел, ние сме као мал bull тренд. На daily ниво, ова ни е од самиот Fibonacci retracement. Гледате, тука има ова индикатор е дека имало премногу buy pressure, значи овдека многу се купувало и затоа и тука си стои негде левелот, би требало да го пробиеме нагоре. Значи, од прилика исто ни е и на daily и на weekly. Сега идеме на нашиот коин, значи нашиот коин, ако го видиме, прво на hourly ќе го разгледаме. На hourly проби, значи тријална формација гледате од ваму ова сива линија. Ова сива линија ја проби тријалната формација и отидоме над еден резистанс левел кој беше прилично јак. Гледате, тука имаше, значи мислам на едно 5-6 места дека беше прво као сапорт, потоа као резистанс, тука ни беше резистанс и он го проби резистанс левелот, што значи дека сега сме над 0.38.1 ни беше тој левел. Од прилика после 0.39.1 требаше да пробива, па потоа ако пробива више 40.06, па после гледате нагоре имаме некои левели таму што ги имаме обележано. Али како и да е, он проби, ова ми се свиѓа, значи све е топ. Значи на hourly ако гледаме, ние сме во мал bull тренд. Тоа е многу добро. Гледате според Fibonacci, он отиде прилично доле, па потоа се искачи нагоре како што треба. На 31 декември имаме јако раздрмување, ама мене не ме интересира, знам дека се врати. Али ова беше јако раздрмување за тие што се кладеле таму на leverage пута 10, пута 50, пута 100, пута 200, не знам колку више се кладат, дека не е нормален народот. И ради тоа мораше да се ликвидират и гледате од понатака пошто прилично да се качува нагоре. Значи на hourly сме во прилично добар bull тренд. Значи следното, ја што го очекувам е да 0.46 да биде следното. Ако видиме исто според Fibonacci до кај би можеле да паѓаме, земеме друго Fibonacci. Значи ќе одиме од најслабиот левел до ваму. Гледате, значи според Fibonacci, гледате ова му е исто сапорт, следното кој што може да падне е ваму негде. Ваму, гледате, понатака јас имам некои други обележени левели, затоа што Fibonacci, мислам, ги дава главните левели кои што треба. Али како и да е, гледате до сапортот според Fibonacci, според мојот сапорт тука негде се движат. Ајде да видиме како е на daily. Опа, на daily, малце треба да смалиме. Гледате, на daily тука имам направено сапорт некаде са сапорт линија, он ја има малце пробиено доле, па потоа се враќаме нагоре. Гледате, во daily малце имаме некоја црвена линија, ама мислам дека ќе издржиме до сапортот ваму каде што ни е. Гледате следен ние тука 0.48.0 негде, така негде. Само да видиме. Да, гледате овдека и moving coverage од ова е 50, мислам, да, 50 moving coverage. Ќе ни биде резистанс, што значи дека малце земано ќе биде. Мислам, прилично голем резистанс е 50. Гледате, он више
дошол да го пробива и на крај се одбива, што значи дека нема го пробие овој пат, ќе видиме во следните неколку пати кој ќе почне го пробива, да видиме на Weekly што се дешава. Само да смалам на Weekly, леле, јас не можам да видам од ова. Ова дека на Hourly е многу мало. Да, гледате овој support level ваму, од 29 или како ќе испадне, од 5 јуни 2023 се уште не е support level и ова тука резистансот малце сме го пробиле, би требало на Weekly ако ни затвори, значи утре таму кога се затвара после 2 сабајле, како ќе биде, би требало да го пробие, како и да е. Значи ја мислам дека ќе го пробие. Нормално ако Wall Street сакат да имаат да имаме bull тренд. Мислам ова секако е се уште во берич ова. Значи гледате ова тука го пробија, може да го одбие и да продолжи надоле. Значи според оваа линија што се формира формација нели надоле. Али ова не е прилично јак support level, плюс гледате тука имаме тријална формација, јас ви имам кажам оваа тријална формација од 2022 година мислам да се формира и едноставно треба да се пробие вама. Значи тоа негде ќе биде на 0,70, значи да се пробие самата тријална формација понатака што ќе следи. Нормално не знам дали знаете, но во многу краток период може да експлодира самата ада, така да сме на прилично добар пат. Со Ethereum исто да видиме, нашиот трет омилен коин. Гледате тука имаме некој support level, од support levelов гледате тука се одбива односно од support level. Би требало да останеме на самиот support level. И исто така ние сме во таа тријална формација што исто одамна формирана оваа тријална формација, тука сме на Weekly. Но гледаме во тријална формација би требало да експлодираме. Гледате тука кога експлодираме тријална формација имавме 4880 достигнеме таму некој врв 4900 или не знам како беше од прилика. Кога сме го достигнале тој левел, потоа не вратило во самата тријална формација, што значи ја очекувам пак да има некој експлодирање и ќе видиме до која сума ќе одиме. Јас имам во една од моите технички анализи, докај јас очекувам да оди, може ќе ја направиме уште еднаш, но тоа да знаете дека е само мое мислење. Гледате овдека, тука овие moving averages треба зеленото отиде над плавото и би требало да имаме bullish тренд за Ethereum. Али како и да е, овој ни е многу јак support level и тука исто така имаме две support линии кои формираат реална формација, тоа е добро за нас. Само да видиме и на daily што се дешава со Ethereum. На daily гледате тука негде ако може да видите, може да се стави некој резистанс, затоа и го одбива. Гледате ваму резистанс, само да ги ставам visibility days. Гледате, тука имаме некој резистанс левел, што значи он не може да пробие 3120 или така нешто, 3130. Му е негде support линијата, исто така може, само да видиме каде може да ставиме другата support линија. Добро, значи на 3400 негде. Да, на 3400. Ќе видиме како ќе се движи, али како и да е, ова што ни е од Weekly, се уште ни е како support, па ќе видиме што ќе се случува, али гледате уште една линија тука што сум ја ставил на daily, ова бела линија, гледате таа ни представува како resistance level, што значи ќе треба оваа да ја пробиеме, потоа имаме две линии тука што е прилично голем resistance level, али ќе видиме во следните денови што ќе се дешава. Би требало на daily, мислам дека го заклучиме на црвено денеска, мислам дека ќе оди под тоа, но како и да е, тоа пак не зависи од мене, тоа е само моје мислење. Мислам дека ќе оди под ова, а на Weekly би требало, мислам дека на Weekly бевме во зелено, да. На Weekly сме во зелено, сега ќе се задржиме над овој левел. Како и да е, сакам нешто друго да ви покажам исто така, тоа е многу јако со моите анализи, мислам ова е беше макрополитика. Само ви покажам Federal Balance Sheet-от, значи федерални резерви почнуваат да купуваат обврзници од државата, ако може да приметиме, ова е многу добро. Само видам што направив јас. Еве, гледате, почнува да се зголемува баланс шитот на федерални резерви. Тоа е многу позитивно, дека ако видиме претходно, само да се вратам, гледайте, кога се зголемува баланс шитот на федералните резерви,
имаме тука bull тренд за биткоин. Значи ова експлодирал тогаш биткоин, што значи дека очекуваме тука некоја експлозија. Сега не знам дали ќе биде волкава експлозијата, затоа што оваму експлозијата била огромна. На нас ни е малци поинаков циклусот, само да видам. Еве например ако го земеме, еве од овдека до овде експлодирал, значи 650%. Ја не очекувам 650% дека ќе експлодира биткоин во никој случај, но секако треба да има добра експлозија. Гледате, ова е многу позитивен индикатор, што значи водиме више према булиш, затоа што нели нормално имаме од Федерални резерви quantitative easing и според мене би требало да се намалува и федералната каматна стапка, но тоа ќе видиме, тоа се зависи нели од целата политика на Федерални резерви, затоа што Федерални резерви не се на Трамп и на републиканците, може да има заебавање. Што да ви кажам, луѓе, тоа е тоа, ама како и да е позитивно е, што значи дека bull market мора да има. Bull market мора да има, тоа е неизбежно. Гледате, штом се зголемува више баланс шитот, тоа е врв. И друго, и ова значи дека економијата која ќе почне да расте, гледате се уште на 48.2, која ќе почне да експлодира, гледате тука кога дошла 64 таму, кога дошла нивната економија 64, тука сме имале експлодирање на цената на биткоин. Значи, дечки, тоа го очекуваме, тоа е тоа што сега ви го кажам и да имате убав ден и убави празници и се слушаме во наредно видео.